Драматична битка со водената стихија речиси 24 часа водат жителите од Горни и Долни Подлог, како и од Облешево и Чифлик, за да спасат што може да се спаси од добитокот и покукнината од поплавените домови и дворни места. Најпогодени се најниските мала во овие села, каде водата е длабока и до 1 метар, а по улиците се сливаат реки. Мештаните, помогнати од градежна механизација, прокопуваат патишта и други препреки за да овозможат заерезените води да истечат по полињата. Некои поставуваат вреки со песок, други со дрва и најлонски фолии се обидуваат да го свртат водотекот низ полските делови. Домаќинки и домаќини со солзи во очите сведочат за страшната ноќ со силни грамотевици што ја поминале бранејќи се од надојдената вода. Имам штета е огромна, 100%. Ја имам тука воćњак, цело ја е под вода, а сега е пуна вегетација. Ја мислам нека ќе се исуши, него не е битно. Куќите се поплавени доле. Се. Подоми нема ке нас. Него приземјето вода, да. Абе, страшно беше, ко се стемни, пука, ке чини се ке, викам, исклучиме се живо, викам, во ке не поплави. Од сите страни, од тамо, у куќите више да не смееш да подзрнеш. Со згоре тече преку термидите, у собата се ударило такво. И ламинати, спална, и кујна, фрижидери, шпуриња, перална, се ми е пун, до колена вода спрат. Заробена жена во куќата чиј двор е 60 на сантиметри под вода, вели дека поплавата им ги уништила уметничките слики на првиот кат. Друг загрежен горноподложанец со трактор ги спасуваше свињите од поплавениот двор. Трет раскажува како уште во текот на ноќта со трактори се превезувале прасење и друг добиток во повисоките делови од селото. Не се памти ваква катастрофа. Јас сум 56 години, вакво нешто не се памне. И тоа е, еве, видовте и вие сами, поплавени доста куќи, штета голема, не може јас да проценам, има проценители. Луѓето прасиња ноќта изнасаваме од кочини, дека е посув, дека може да се спасе. Колите се пуни со вода, дворовите, куќите унетре, намештаи, болни луѓе што не може да дојде. Имаме смртен случај, тешко ќе го однесеме да го погребеме, млада жена. Страшна катастрофа, незапамтено до сега. Во Облешево поплавите се со помали штети, но и овде поедени дворови и помошни простории се под вода и ми уништуваат покукнината на мештаните. Собствениците револтирани ги посочуваат виновниците за честите поплави кои доаѓаат од ризовите полиња. Па видеот поплавите пред 10 дена, исто заврна дош. Тоа е све од водостопанство Кочани. Пред 2-3 години беше одбиено. За неколку луѓе ојде директора со ни, пушти. Сабале одиме со брат ми, бутаме бентовето и да се повлече водата. Вода на 5-6 години секој се дешава истата ситуација. Водата доваѓа постојано орис, железничка пруга, асфалто магистрален, магистралниот пат, подлашкиот пат. Тоа треба вечно да биде одбиено со орис. И Облешево се даве и ќе се даве и понатаму, со години. Градоначалникот на општина Чешина во Облешево, Горанчо Крстев, вели дека уште со почетокот на невремето се преземени мерки за намалување на штетите и дека се интервенира таму каде што е приоритетно. Имаме ние тука по 2-3 села што се по низинскиот дел, село Облешево, село Чешиново и село Чифлик. По синокешните обилни дождови искочиме на терен што можеме со наши расположени средства, со наши машини што имаме, да ја помогнеме на луѓето да можеме да ги спасеме, да нема поплави. Нема некои огромни штети, нема некои потешки поплави, ама ипак, значи, има во некои дворови, има поплавени места. Невремето ноќеска создаде многу проблеми и во градот, каде што улиците беа претворени во реки и го отежнува или блокираа сообраќајот. Наша екипа ноќеска сними дел од невремето и последиците од него по улиците. Поради удари од гром околу половина час, без струја остана целиот град и околината, а одредени населби подолг период. Надојдените води предизвикаа дефект и на водоводната мрежа, па делови од градот и селата денеска останаа без вода. Поради многобројни дефекти на терен,
Шпарта екипи на ЕВН, на Македонски Телеком, на комуналното јавно предпријатие Водовод, на Водостопанство Брегалница, на противпожарната единица, на Општа болница, како и механизација на фирми кои беа ангажирани на пробивање на испусти за одвод или чистење на канали и вади.